И додека од една страна, веде градоначалникот, поднесе кривична пријава, угостителите од друга страна со соопштение реагираат на селективност при рушењето на нелегални објекти. Велат дека инспекцијските служби во општина Кочани низ годините наназад имаат донесено околу 700 решенија за рушење дивоградби, а сега приоритет се дава на летните тераси на угостителските објекти во трговскиот центар. Прашуваме зошто општината прави селективност во рушењето, зошто се дава приоритет на нашите времени објекти за кои се донесени решенија во последниот месец, а не се рушат оние 700 објекти кои чекаат на извршување со години. Без разлика на се, ние како угостители сме спремни повторно да седнеме на маса со градоначалникот и надлежните служби во општината и одново да разговараме за ситуацијата. Да ни се објасни што смееме, а што не смееме да поставиме пред нашите објекти. Рушењето на времените објекти нема да бидат корист ни на нас, собствениците и вработените, ниту на општината, најмалку на граѓаните, стои во соопштението од угостителите. Дополнително додаваат дека заради трагедијата во дискотеката Пулс имаат намален промет, едва ја обстојуваат и врзуваат крај со крај. Децидни дека рушењето на летните тераси значи клучна врата за пицериите во центарот на Кочани.